Кога државата вели дека обезбедила нешто бесплатно, тоа е исто како фрижидерот да рече дека чести ручек. Ако никој не стави храна во фрижидерот, ке нема ни што да се извади. Ако никој не и даде пари на државата, ке нема ни таа што да даде. Ништо не се создава со магија внатре, ниту во фрижидерот, ниту во државната каса. Според тоа државата никогаш ништо не дава бесплатно. Мислата според која се водат економистите уште од 20 век наваму е: не постои бесплатен ручек. Секогаш некој го плаќа. А кога државата вели дека дава нешто бесплатно, сите плаќаме. Од каде се на државата парите? Данок од заработката на граѓаните, данок од трошењето на граѓаните, данок од заработката на фирмите и заеми што потоа ги враќаат граѓаните и фирмите. Затоа, бидејќи единствено искреноста има смисла, не сме да се употреби зборот бесплатно кога се зборува за народни пари. Тоа е лажно прикажување, прикривање факти и доведување во заблуда, нешта што воопшто не му се симпатични на кривичниот законник и на неговиот член 247. Затоа е важно во некои често користени изрази да се употребат соодветните зборови. Нема бесплатни учебници, туку учебници платени со народните пари. Нема бесплатно возење во автобус, туку возење платено со народните пари. Нема бесплатно патување, туку патување платено со народните пари. Нема ниту вработување без надоместоци, туку вработување за кое надоместоците се покриени со народните пари. Понекогаш јавните институции велат дека некои услуги ги обезбедуваат бесплатно, на пример издавањето на некои документи, но хартијата на која ги печатат не ја прават од гранките на дрвото пред објектот, туку ја купуваат. Печатењето не го прават на рачни преси во подрумот, туку на купени современи печатачи. Струјата што ја трошат не ја прават глувци што трчаат во цилиндричен кафес, туку се купува од електродистрибуцијата. Персоналот не работи волонтерски, туку зема плата. Сите овие трошоци се однапред покриени од народните пари. Затоа ни документот не може да биде бесплатен, туку само без дополнителен надомест. Основната задача на државата е да собере дел од парите во општеството и да ги троши на начин на кој што ќе се оцени дека е најдобар за што повеќе граѓани. Само по себе не мора да е погрешно ако таа обезбедува здравствени услуги, образование, па дури и патувања и рекреација. Но апсолутно погрешно е да се фали дека тоа го прави бесплатно, како да ги чести луѓето.